Добро дојдовте во Куманово. Посебна чест ми е денеска да во работна постана Куманово е најурбаната локална самоуправа во Македонија, тоа е општината Карпуш, така се и води. Ви сте една од најурбани локални самоуправи, бидејќи малтене имате решено 90% од проблемите во комуналната сфера и она што се вика сектор образование и оној дел што е ингеренција на локалната самоуправа. Дојдовте во Куманово како најголема локална самоуправа да ги промениме искуствата и на некој начин да покажеме пред јавноста во Република Македонија како треба да се соработува помеѓу две локални самоуправи. Без разлика што јас и господин Екимовски припадаме од политичка провиненција, ние работата како градоначалници и функцијата избрана од сите граѓани во нашите локални заедници ја обавуваме подеднакво за сите, без разлика на политичка припадност, работиме за интерес на граѓаните и всушност и тоа е нашата задача. Целта на оваа средба е да ги промениме искуствата помеѓу вашата администрација и нашата администрација во областа таму каде што имате големи достигнувања, и тоа мора да признаеме дека локалната самоуправа во Карпуш има голем подем во образованието. Имат реконструирани многу училишта, направи добри услови за едукација на младите луѓе. Драго ни е што денеска сме во најголемата локална самоуправа во Република Македонија. Дојдовме со цел да размениме дополнителни искуства во делот на изградбата на инфраструктурата. Особено не интересира гасификацијата на Куманово. Вие веројатно сте запознани дека неодамна донесовме одлука за основање на јавно предпријатие за снабдување со гас на дистрибуција на гас на територија на општина Карпуш и ќе бидеме прва општина во Скопје која ќе започне со гасификација. Посебен интерес исто така имаме да се запознаеме со изградбата на вашите спортски објекти. Тука имаме мала разлика со тоа што во Карпуш се наоѓа најголемата сала во Република Македонија, тоа е салата Борис Трајковски, се наоѓа базенот исто така. Во нашиот дел е кеот на реката Вардар, на самата граница е кошаркарската сала на Работнички, Луна паркот, во општина Карпуш се наоѓа зоолошката градина, Милениумскиот крст на водно, значи граѓаните на Карпуш имаат доволен простор за спорт и рекреација, меѓутоа потребни се исто така спортски објекти, што претходно рече колегата за тренажен процес. Ние немаме помала спортска сала во која што ќе можат спортските клубови од Карпуш да настапуваат бесплатно, без да имаат дополнителни трошоци за оптеретување и особено е битно за нас што немаме ниту една спортска сала за тренинг, особено за ракометните екипи. Натаму посебно сме заинтересирани да размениме искуства во областа на урбанизмот, на издавањето на градежните дозволи, изработка на урбанистичките планови, развојните планови на Куманово, како и посебен наш интерес е легализацијата на диво изградените градежни објекти. Сметам дека е многу битно за развојот на една локална самоуправа каков IT сектор имаме, каква имаме компјутерска поддршка, каква софтверска поддршка, колку сме технички опремени. Тие се исто така драгоцени искуства и мислам дека е добро да размениме искуства околу една многу битна работа што секогаш за граѓаните, за јавноста, за ревизиите е битна, а тоа е прашањето за јавните набавки.